очекувам еден поинаков пристап кон ова прашање, а тоа е безбедноста во градот, од многу едноставна причина. Станува збор за еден комплексен, општествен, социјален и безбедносен проблем, на кој што ние како Советот мислам дека треба да излеземе од главното решение. А тоа се статистичките показатели кои што ги добиваме без некакви дополнителни анализи, кои што треба да дадат одговор не на тоа што се случувало во градот, туку на тоа што останало нерегистрирано и незабележано од Министерството за внатрешни работи, а се однесува на безбедноста на граѓаните на општина Битола. Значи, тој диапазон е исклучително широк. Јас сум убеден дека и командирот и припадниците на Министерството за внатрешни работи си обавуваат работата така како што треба. Наспроти, се поголемото асоцијално однесување. За жал, во овој контекст се граѓаните во Битола. И тоа не сите, оние кои што социјалната патологија им е индоктринирана во нивното однесување. Ќе се задржам на неколку работи. Она што сметам дека треба да се поведе повеќе внимание е сообраќајната деликвенција во градот. Значи, сведоци сме сите дека со право некој од нас како учесник во сообраќајот ја прекршил брзината или ограничувањето на брзината за 5 или 10 км, ќе плати глоба таква како што ќе плати. Во исто време, покрај нас, паралелно се случуваат брзини кои што имаат, ајде условно да кажем, светлосен предзнак. И тоа и пред очите на полицијата и пред граѓаните и така натаму. Значи, клучната работа која што треба полициската станица да прави, тоа е превентива. Јас се согласувам од говорот ќе биде дека превенцијата е сектор кој што е во рамките надвор од полициската станица, меѓутоа полициската станица не е изолиран сегмент, туку е дел од една интегрирана функција која што е обавува Министерството за внатрешни работи. Мислам дека на тоа треба да се работи посериозно и мислам дека треба да се работи на создавање на условите за сообраќај во Битола. Она што е наметнато во овој момент е нашата супремација да донесуваме генерален урбанистички план, да донесуваме детални урбанистички план, без да задоволиме основни стандарди на сообраќајници. Ако го вклучите во индиректна позиција, тука и ја е заведувањето. Сето тоа мора малку поинаку да се гледа. Мора полициската станица да се инволвира како фактор во донесувањето на одлуки. Иначе ние овде како советници, ако се впуштиме само во читање, анализа на напишаното, ништо не сме направили. Вториот дел, кој што исто така влегу, а е врзан со младите одлуки, е уживањето на наркотични средства. И сега се постава хипотетички прашања. Што значи тоа што е евидентирано во извештајот, а што е тоа што е реална состојба? Можеме да ја направиме или не може? Јас сум убеден дека полициската станица сама не може да го направи. Министерството за внатрешни работи само не може да го направи.
општина Битола. И жалам, еден од клучните моменти за едно клучно прашање во градот. Денес немаме новинари, нема средства на медиуми. За ова кое што треба да го пренесиме да биде препорака и едноставно давање на можност психолошка на припадниците да си ја вршат својата, да си ја вршат својата. Моите анализи од еден друг аспект, од проучувањето на социјалната патологија, говорат други бројки. Говорат присуство на наркотици кај основците во нашите училишта. Дури гледам во едно од најголемите училишта, сега и тој авангарден директор станал директор на библиотека. Таму каде што најмногу такви случаи се забележуваат. Не е мисијата на директорот да го фарба училиштето. Мисијата на директорот е воспитната прва компонента. Превенцијата која што треба да направи. Јас знам дека одговорот каков ќе биде. Дека правиме се што можеме да направиме. И така е. Ако е одговорот тоа на полициската станица, јас го прифаќам. Меѓутоа, како општествен проблем е многу поширок. Има ли корелација со така наречените акутни дози, акутно дозирани кои што доаѓаат до клиничката болница, кај нас и во ургентното одделение? Предвојно што се случувале, јас по друг повод, таму такви состојби. И ако го ставиме сето тоа во еден контекст, ќе видиме дека ни останува голем дел од таа социјална патологија надвор од санкциите што ги прави Министерството за внатрешни работи или полициската станица. И во усвојувањето на извештајот денес што ќе го правиме, треба да влезат ваквите препораки. Треба и овој совет да расправа надвор од извештаите на полициската станица за состојбите кои што се во негова надлежност. Ајде преспорекме малку дали е во надлежност една работа или не е во рамките на локалната самоуправа. Ама образованието, учениците во основно средно образование се во надлежност на општина Битола. Ние го оставаме тоа да заврши со извештаите и плановите кои што ги предлагаат училиштата. На овој дел јас сум сугерирал повеќе пати да се води внимание. Меѓутоа, очигледно дека и ова извештај покажува статистички показатели такви какви што ги имаат луѓето. Ако правиме еколошки акции, можеме да направиме и социјални акции. Ако се обидуваме да бидеме транспарентни како совет, можеме да се вклучиме, барем ако не во нешто друго, во мапирање на проблемите. Во мапирање таму каде што се одвиваат таквите асоцијални действия. И третата работа која што сакам да ја потенцирам, која што е забележлива, агресивноста на возачите. Во делот на предност, во делот на непочитување на грешка на другиот учесник. Али најеклатантен пример е нашето однесување кога сме во улога на возачи и кога сме во улога на пешаци. Кога сме во улога на возачи, многу малку даваме предност на пешаците. Кога сме во улога на пешаци, сме арогантни, се влечиме на премините, се создава дополнителна нервоза и така натаму. А тоа сум убеден дека е направено заради неравнотежа во делот на законодавецот кој што ја прави и што со право му дава предност
на пешаците, бидејќи стана збор за животот и здравјето на луѓето. Значи, говориме за една по-комплексна работа и мојот конкретен дел е онаму каде што е новиот пазар, треба да се постават семафори за пешаци, бидејќи на тој дел и на тој потек се случиле, ама малку. Кога и да е, ќе се случат поголеми грешки. Тоа важи и за Епинал, тоа важат за оние места таму каде што треба да се направи. Агресивноста ја разбирам и кај младите луѓе, ја разбирам целокупната состојба, фрустрацијата која што ја има и така натаму и која треба да види. Еве идниот извештај да го сочекаме од полициската станица, од командирот, барем со неколку вакви исчекори кои што ќе значат како пример на идните совети, на идните советници и така натаму. Да се движат во правец на решавање на проблемите на градот, а не во решавање на последиците. И на крајот, во донесувањето на деталните урбанистички планови, командире, мислам дека треба тука да се води по-голема грижа. Донесувањето на деталните урбанистички планови не е само програмата која што ја прочита колегата Милошевски, туку стандардите кои што треба да бидат задоволени. Во делот на пропулзивноста, во делот на тоа колкава ширина на сообраќајниците треба да има. Ја задоволува функцијата на пешаци, ја задоволува функцијата на флуид меѓу возачите и така натаму. Мислам дека во овој момент имаме проблем. И јас знам дека тоа треба прво да го сработи локалната самоуправа. Има комунален инспекторат, цел на кој што треба да реагира. И јас не ве обвинувам, ве повикувам да бидете субјекти во тоа што ќе значи